Слога Виница вчера стана шампион во трета лига Исток и го подигна шампионскиот пехар и сега се насочува кон баражот за втора лига. На градскиот стадион во Виница екипата на Слога со високи и убедливи 7-1 го доби Карбинци, но мечот доби трето полувреме, а зашто потврди Министерството за внатрешни работи, каде овој случај е евидентиран. На 4 мај 2025 година во Овара Виница, МД35 од село Стар Карорма Штипско, фудбалер на фудбалскиот клуб Карбинци, пријави дека околу 15 часот во службени простори на ФК Слога од Виница, на градскиот стадион во Виница, пред започнување на фудбалскиот надпревар помеѓу екипите на ФК Слога Виница и ФК Карбинци, бил физички нападнат од ДМ42 од Виница, председател на ФК Слога, додека комесар за безбедност на ФК Слога НК40 од Виница ја држал затворена вратата за влез на други фудбалери од екипата на ФК Карбинци. Во врска со настанот во полициската станица извршен службен разговор со ДМ и НК, известен јавен обвинител и по документиране случајот ќе биде понесена соодветна пријава. Двете екипи се огласија преко соопштение, со кој го искажаа ставот за овој случај, кој, како што е наведено во МВР, се случил пред почетокот на надпреварот од предпоследното 17-то коло на трета лига Исток. ОФК Карбинци успеа само да посне еден гол против шампионот на трета лига Исток, Слога 1934 од Виница, единствен примен гол за виничани во пролетниот дел. Мокниот состав на Слога посна 3 гола во првото полувреме, откако ОФК Карбинци поведе со 1-0. Се гледаше желбата на Слога да се реваншира за единствениот пораз во првенството, доживеан во есенскиот дел во Карбинци. На крајот беше 7-1 за шампионот, на чии играчи ОФК Карбинци им честита и им посака успех во баражот за влез во втората лига. За жал, спортскиот настан имаше неспортска предигра, заради која реагираше и полицијата. Пред почетокот на надпреварот, според изјавата на играчот на гостите Миле Димитров, дадени во полиција во Виница, а подкрепени со изјава од други играчи, тој бил нападнат од две лица, од кои според него еден бил член на управата на Слога, а другиот исто така бил во спортска опрема на виничкиот третолигаш. Играчот на ОФК Карбинци бил повикан во посебна просторија, каде останал сам со двајцата напаѓачи и, како што изјавил и во полициската станица во Виница, бил нападнат, држан за врат, ударен од маса и бил под константни закани по животот. Представници на МВР дојдоа на место на настанот, зема изјави од повеќе лица кои изјавите потоа ги дале и на распит во МВР Виница. Очекуваме надлежните да го расчитат овој случај, кој фрли сенка на спортскиот настан, кој требаше да биде единствена во знак на спортот и прославата на титулата на Слога 1934 од Виница, се вели во соопштението на третолигашот Карбинци. Своје соопштение имаше екипата на Слога од Виница, која вчера беше домаќин на надпреварот со Карбинци во рамки на предпоследното коло за оваа сезона. Фудбалскиот клуб Слога 1934 Виница најостро ги демантира лагите и инсинуациите на ФК Карбинци, нивните играчи како и нивната управа, што всушност се случуваше пред и по надпреварот. Играчите како и дел од управата на ФК Карбинци неколку денови пред надпреварот со недолични провокативни коментари на нашата страна се обидува да предизвикат инцидент уште пред почетокот на надпреварот. Ние како клуб бевме известени дека одредени играчи и членови на клубот ќе сакаат да инициираат немили настани и затоа бевме спремни на секоја нивна провокација да одговориме со разумност. Сепак нивната арогантност, односно арогантност на нивниот играч Миле Димитров, оти до тој степен да пишува навредливи заканувачки пораки кон член на нашата управа, за подоцни телефонски да се јави заканово кон фамилијата на членот на нашата управа. Точно е дека играчот беше повикан во службените простори на клубот, каде и самиот побара да се извини за своето непримерно несување, зашто беше известен и тренер на ФК Карбинци Ангелче Кралјов, кој исто така беше присутен во службените простори на клубот во моментот кога беше играчот Миле Димитров. Фудбалскиот клуб Слога 1934 секогаш се стреми за пријателство со другите клубови и секогаш пристапал максимално професионално на секој надпревар, но за секоја лага напишана се со цел да се оцрни името на клубот или на некој од членовите на управата, ќе бидеме принудени да покренеме тужба против сите лица кои даваат лажни изјави и шират лаги за нашиот клуб, се вели во соопштението на фудбалскиот клуб Слога 1934 Виница. Екипата од Виница сега се подготвува за баражот за влез во втората македонска фудбалска лига.